Бараат усогласување на материјалот, ама не кажуваат детали, вели градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Ваквиот коментар следи откако и на последната седница на влада точката за издавање на обврзницата за Штип е отстранета од дневен ред. Во писменото известување само кратко се наведува дека е одложено разгледувањето на информацијата за задолжување, поради потребата предлагачот да го усогласи материјалот со општина Штип и секретаријатот за законодавство. Дописот не наведува што е тоа што треба да се усогласи. Од сите институции со кои што искомунициравме, кои што се надлежни и релевантни за проследување на една ваква одлука, добивме повратен одговор дека се усогласени сите потребни документи и одлуки и од Министерство за финансии, но и од самото законодавство во влада. Затоа можете да ги запрашате и нив, затоа што и тие се поврзани со оваа одлука, дека се е усогласено и сите потребни одлуки се донесени. Според Јорданов, на овој начин владата само купува време. Ако до крајот на декември не се донесе одлука за одобрување на обврзницата, тогаш наредната година со истата постапка мора да се почне од почеток. Јорданов уште еднаш повика на разум, посочувајќи дека со ова губи градот. Час побрзо, доколку се реализираат овие проекти, ќе заштедиме и средства затоа што живееме во инфлација. Проектот Партизанска, ако оваа година изнесува 2 милиони евра, до година ова време може да изнесува 3 милиони евра. Затоа велам дека се губат и средства, но и се ограничени во можноста Штипјани да добијат капитални проекти. За Министерството за финансии да даде согласност претходно Штип плати делот за останатиот долг. Со парите што градот ќе ги добие од обврзницата околу 4 милиони евра е предвидено да се изгради булевард, обиколница, проширување со конзули на 2 главни сообраќајници, а во јавното претпријатие ИСАР се изгради фотоволтаична централа и мала хидроцентрала.